Вирусот е меѓу нас. Сега работава е ние да не дозволиме вирусот да влезе во нас. Тоа е многу важна работа, а тоа нема да се случи ако ние ги почитуваме овие мерки за заштита. Педијатрот од Дебар Арбен Аголи се надева дека оваа негова порака ќе допре до сите во општеството. Тој беше првиот лекар во земјава кој заедно со уште тројца други здравствени работници од овој град на самиот почеток на пандемијата беа инфицирани од COVID-19. Нивната порака тогаш ние сме на работа, а вие селете дома, која ги обиколи социјалните мрежи, била со цел да се влие во јавноста, да се почитуваат мерките за држење дистанца и носење на заштитни маски. Се надева дека никогаш повеќе нема да го доживее истото што му се случило тогаш. Првиот контакт да биде во нашата ординација, навистина беше тешко. Тешко бидејќи имаше толку непознати работи, што секој ден слушавме нови работи и сега се прашувавме себе си каде сме, што ќе биде со нас, што ќе не најде, што терапија да земаме, како да постапуваме. Од кога ние се вративме на работа во нашата ординација, ние негде 3 до 4 месеци работиме повеќе телефонски. Аголи вели дека искуството од тогаш го направил попредпазлив со болеста денес. Порачува дека вирусот станува се поагресивен и оти ќе биде многу тешко во периодот кој што следува да се прави разлика што е сезонски грип, а што COVID-19. Следува тежок развој на ситуацијата, бидејќи веќе имаме доволен број на пациенти со сезонскиот грип, така да како матични лекари поставени сме во една ситуација кога не можеме да утврдиме што е, дали е тоа сезонски грип, дали е тоа коронавирус, бидејќи секојдневни информации има секој ден за нови симптоми, за нови работи кои навистина не ставаат во многу тешка ситуација. И Ненад Лазаров, лекар и член на Асоциацијата на млади лекари специјализанти, вели дека во наредниот период не може да се очекува ништо друго, освен зголемување на бројот како на позитивни случаи, така и на оние кои ќе манифестираат клиничка болест. Лазаров додава дека за да се исконтролира сегашната ситуација, ќе мора да се преземат најетно што може одредени рестриктивни мерки. Дали ќе биде некој тип на лајт карантин како во Германија или ќе биде некој полициски час, ние мораме сериозно да го ограничиме движењето и комуникацијата на луѓето физичка, заради тоа што само на тој начин можеме да го прекинеме овој синџир на трансмисија кој што гледаме дека е сериозно ефективен. Најголемиот проблем е што луѓето, голема една популација се уште нема тоа прифатено како секојдневие една вистина и не се однесуваат во тој начин. Тој вели дека секој нареден ден ќе биде полош, бидејќи има се повеќе нови позитивни случаи, а здравствените капацитети се надминати. Ако ние сакаме да држиме на ситуација ваква, кај што ќе условно кажано нема карантин, а и луѓето ќе бидат слободни, треба многу поагресивно да тестираме и да изолираме позитивни случаи за другите да останат слободни. И здравствените власти во земјава не ја исклучуваат можноста за нови рестриктивни мерки, ако сегашните не дадат резултати. Од Охридска, Гласот на Америка, Мики Трајковски.